Според вестите кои стигнуваат од Србија, во фабриката на Стелантис во Крагуевац наскоро ќе започне пробното производство на новиот електричен автомобил на Фиат. Возилата, чија основна задача е да послужат за да се испроба дали се на монтажната лента функционира како што треба, ќе бидат користени и за финалните тестирања на моделот. Тој ќе биде наследник на Панда, чиј изглед ќе остане скриен се до представувањето ова лето. Сериското производство, кое ќе се одвива во 2 смени, треба да се очекува да стартува во октомври, зашто веќе е направен најголем дел од подготовките. Во Крагуевац, покрај 500-ната вработени, се вратија и околу 100 кои беа привремено на работа во фабриките на Стелантис во Словачка и Полска, а ќе бидат примени и 50 нови. Што се однесува до автомобилот, за него засега се знаат само основните работи. Тој, како што Фиат соопшти пред некое време, нема да има ништо заедничко со досегашната Панда и со својот коцкаст дизајн повеќе ќе потсетува на кросовер. Ќе има истата техничка основа како и новиот C3, а се очекува дека верзиите со автономија од околу 200 и од 320 километри. За неговото производство во Крагуевац беа инвестирани 190 милиони евра во обновувањето на фабриката.